Драги браќи и сестри, добро утро. Јас се радувам што и ова утро може да бидеме овде соберени, здрави и живи. Господ ни дал и сили да може да дојдеме и да го прославуваме Неговото име. Некни во петок поручек отидов доле на нивите да видам една нива како е, и кога газев во неја беше тврда како бетон. Сува и да сакаш не можеш да ја изораш. И вечерта ни заврна дожд. Зарем тоа не е благослов од Бог? Бог не заборава на нас, Бог се грижи за нас и ни дава тоа што ни е потребно. А ние треба само да му благодариме и да го прославиме Неговото име. Затоа нека и ова утро го славиме нашиот Господ и Спасител Исус Христос и ќе започнеме оваа служба со песната број 38. Да пееме добро, брзо, силно, како што рече и нашиот музичар, да навистина го славиме Бога од срце, не само да одред да ја испееме песната. Песната број 38, Господи, во Твојот храм радосно доаѓаме. Oh
Сега ќе прочитаме Псалмот број 139. Псалмот број 139. Господи, Ти си ме испитал и ме знаеш. Ти знаеш кога седнувам и кога станувам. Ти оддалеку Ти разбираш мислите мои. Одам или лежам, Ти се гледаш. Сите патишта мои си ги предвидел. Уште зборови ми дошле на јазикот мој, Ти, Господи, веќе ги знаеш. Ти ме окружуваш, зад мене си, пред мене си, раката Твоја е положена над мене. Се восхитувам на Твоето знаење, тоа е превисоко, не можам да го придам. Каде да одам од Твојот дух и од лицето Твое каде да побегнам? Ако се искачам на небото, Ти си таму. Ако слезам во подземјето, Ти си тука. Ако ќе земам крилјата на зората и се преселам на крајот од морето, и тамо ќе ме води Твојата рака, Твојата десница ќе ме држи. Ако речам, може би темнина ќе ме покрие, но и ногите како светлина околу мене. И темнината нема да биде темнина за Тебе, и ногите за Тебе е светла како ден, и темнината како светлина. Зашто Ти си ја создал мојата надвешност и ме оформи во мајчината ми утроба. Те прославувам затоа што сум чудесно создаден. Прекрасни се Твоите дела, душата моја тоа добро го знае. Ниједна моја коска не се сокрие од Тебе, додека настанува во тајност, искрен во длабините на земјата. Твоите очи го видоа зародишот мој, и во книгата Твоја се е запишено за мене, дури и деновите мои се забележани кога уште не постоеше ниједен. Колку ми се недостатни Твоите мисли, Боже, колку се необугрени. Да ги пребројам, но тие се побројни од песокот. Се будам и усе уште сум со Тебе. Испитај ме, Боже, и познај го срцето моје. Испитај ме и запознај патетите мои. И види дали сум на патот на беззаконие и упати ме на вечен пат. Амин. Благодариме. Ќе ве молам сега да се исправите, да благодариме на нашиот Бог. Татко Небесен, и ова утро доаѓаме пред Твоето лице да покажеме колку сме ние слаби, немоќни, колку сме зависни од Тебе, колку си ни потребен и колку си Ти голем. Како што слушавме од Словото, Ти нас не познаваш уште пред да се родиме. Секој дел од нашето тело го познаваш. Секоја мисла во нашите умови Ти ја знаеш. Ти го познаваш и нашето срце, Ти ги слушаш и нашите зборови, и нема ништо сокриено од Тебе. Господе, еве ние стоиме пред Тебе и нема што да криеме. И Те молиме, Господи, да Ти не очистиш, да Ти не опереш во крвта на Господа Исуса Христа, да Ти не обновеш, да не поставиш на патот по кој треба да одиме, да го славиме Твоето име и да Ти служиме на Тебе. Господе, и ова утро сме дојдени овде не да се покажеме, не да се видиме, но да го славиме Твоето име. Да се нахраниме од Твоето Слово. Да се обновиме преку Твоето Слово. Господе, тоа е наша духовна храна. Ако не ја јадеме, ние сме слаби, немоќни и сатаната многу лесно може да не измамува, да не соборува, да не уништува.
Господе, и ова утро го бараме Твојот благослов преку Твоето Слово, кое е живо Слово, кое е вистина и кое не води во нашиот живот. Татко, благослови го секој еден кој е овде, благослови ги тие кои што слушаат ова утро, благослови ги тие кои не можеле да дојдат, се спречени, нека Твојот благослов биде и таму над нив. Благослови го нашиот народ, благослови го нашето село. И нека е слава на Тебе, Господи, во името на Исуса Христа. Амин. Имаме тврда песна, сакам малку промена да направиме, ама нашиот селачен да не може. Сакам една строфа, желека на сестрите, на строфа браќето да пеат, малку да се видиме како пеем, колку пееме, да не се пиеме едни за други, ама не да мовели, да не пееме така, што мисли, може да пробаме. Страшно ти види? Може, не? Често са број 360, верата ги даде Боже, други дела да им и прво сестри ги пеят, првата строфа, после браќата, втората, и на третата се и четвртата ги изпеят заедно.
Убаво и така, разделено, ама уште побаво и кога заедно пееме. Бог сака сите да пееме, сите да го славиме, самата мелодија е многу подобра. Сега ќе биде прочитан и текстот за ова утро, а тоа ќе биде од второто Јованово послание, првата глава, од 1 до 13 стих. Второ Јованово, првата глава, од 1 до 13 стих. Од свештеникот до избраната Господја и нејзините чеда, кои ги љубам во вистината. И не само јас, туку и сите што ја познаат вистината. Поради вистината која пребива во нас и ќе биде со нас до века. Да биде со нас благодатта, милосрдието, мирот од Бог Отецот и од Господ Исус Христос, Синот на Отецот во вистина и љубов. Многу се да радуват зашто најдов некој од своите чеда во вистина, онака како што добивме заповед од Отецот. И сега те молам, Господјо, некако да ти пишувам нова заповед, но она што ја имаме од почетокот, да се љубиме едни со други. А љубовта се состои во тоа да постапуваме на неговите заповеди. Тоа е заповедта што ја чувте во почетокот, за да постапувате според неа. Бидејќи во светот гребаа мнозина измамници, кои не исповедаат дека Исус Христос дошол во тело. Таков човек е измамник, антихрист. Пазете се, за да не го изгубите она за кое сте се трудели, туку да добиете болна награда. Секој кој оди предалеку и не останува во Христовото учење, го нема Бога. Кој останува во Христовото учење, тој го има и Отецот и Синот. Кој доаѓа кај вас и не го носи тоа учење, него не го примајте во вашиот дом и не поздравувајте го. Зашто кој го поздравува, учествува во неговите лоши дела. Вистина, имав многу да ви пишувам, но не сакав на книга и домасило, зашто се надевам дека ќе дојдам кај вас и од устата да ви зборувам. Та радоста ваша да ви биде полна. Ве поздравуваат чедата на избраната твоја сестра. Амин. Амин. Ке зборуваме за тоа што напишал апостол Јован. Сите ни е познато кој беше тој апостол Јован, нели? Омилен ученик на Господ Исус Христос, кој постојано беше покрај него, го сакаше многу Исус, а Исус го сакаше него, и беше сведок на се она што се случуваше околу Господ Исус Христос, сите негови дела, сите негови зборови, се што тој кажа. И апостол Јован напишал 3 посланија, а едно од тие посланија е второто, кое е само тоа што го прочитав. 13 стиха. Но што сака апостол Јован преку тие 13 стихови да ни каже барем за нас денеска, како што има кажано и за тие до кои е напишено тоа послание. Ако можевте да приметите, во тоа послание апостол Јован пишува за вистина. Не спомнува ништо друго. Денеска во светот вистината се бара, се зборува, ама ја нема. И наместо вистина, ние слушаме само лаги. Зборуваат едно, а после излегува дека правеле друго. И секој ден тоа го слушаме. Секој ден не хранат нас со таа лажна вистина. И не е чудо, бидејќи овој свет припаѓа на Сотоната, Сотоната е татко на лагата и тој никој пат не ја зборува вистината. Ако гледаме во духовниот свет, ќе видиме дека и тука постои лагата. Денеска имаме илјадници религии
илјадници вери, цркви, илјадници учења, и дали може сите да бидат вистина? Дали сите се во вистината, кога едните велат ние сме правата, ние ја зборуваме вистината, ако си во нашата црква ќе бидеш спасен, ако не си нема да бидеш спасен, ако го правиш тоа што ние го зборуваме ќе се спасиш, ако не нема да се спасиш. И секој има по нешто што сака да го каже и да убеди дека тој е вистината, или таа црква, или таа религија е вистината. И сега ние како да ја знаеме вистината и во што ние да веруваме дека тоа е вистината? Интересно, нели? Секој за себе вели, ние сме тие вистинските. Па дури и ние така зборуваме. А дали е така? Овде апостол Јован вели неколку работи. Ве љубам во вистината, ги љубам оние кои ја познаваат вистината, вистината е во нас и ќе биде со нас во вечноста. Меѓу твоите деца најдов такви кои одат во вистината. Не спомнува црква, не спомнува име, но само вели вистината. И овде не вели за сите, само вели за оние кои се во вистината и кои ја познаваат вистината. Тога што е вистината? Дали сме размислувале на тоа што е вистината? Како да ја определиме вистината и како е да ја објасниме вистината? Апостол Јован во своето Евангелие има запишено еден стих кој е од Господ Исус Христос кажан, и тоа се наоѓа во 14 глава 6 стих, каде што вели сам Исус за себе. Јас сум патот, вистината и животот. Јас сум таа вистина. И друга вистина не постои. И сега овде Јован вели, ги љубам оние кои се во вистината. Не вика ве љубам сите, но ги љубам тие кои се во вистината. И уште еден збор, ги љубам оние кои ја познаваат вистината. Ако вистината е Господ Исус Христос, тогаш Јован вели, ве љубам сите вие кои сте во Господ Исус Христос. Зошто? Ако ние го немаме Господ Исус Христос, не сме Негови. Може да бидеме Негови, ако го имаме Господ Исус Христос. Затоа што Исус вели, јас ги познавам моите и моите ме познаваат мене, а другите се непознати. Ги љубам оние кои ме познаваат, кои ја познаваат вистината. Значи вистината треба да се запознае. Вистината треба да дојдеш во допир со неа. Кога израелскиот народ беше во робство и кога Бог го повика Мојсеј во пустината, прво запали една грмушка која гореше и не изгорваше. И тогаш Мојсеј,
Кога го виде тоа, во него се појави интерес да види што се случува. И кога отиде таму, тој се сретна со Бог. И Бог го повика и му рече: ќе одиш во Египет да го избавиш мојот народ. И тогаш Мојсей му рече: како ќе ми поверуваат дека ти си ме пратил? Како ќе ми веруваат на мене дека ти си тој кој си ме пратил да ги избавам? Луѓето тешко веруваат, тешко прифаќат, сакат докази, сакат нешто видливо, опипливо. И тогаш Бог му рече: стапот кој го држиш, фрли го на земјата, и стапот стана змија. Чудно. Потоа му рече: фати ја змијата за опашката, и одново стана стап. После му рече: стави ја раката во пазувата, и тој ја стави, и кога ја извади, беше бела како од лепра. Кожата беше бела, како нашите глави и побела. И после кога пак ја стави раката во пазувата, се врати во нормална состојба. Тоа не е нормално, нели? За нас, луѓето, да такви работи се случуваат. И така израелскиот народ му поверува дека Бог го пратил, дека Бог е со него. Илија, кога застана против Вааловите пророци, кои беа многу, што им рече? Направете жртвеник и јас ќе направам жртвеник. На кого ќе се запали жртвеникот, тој е вистинскиот Бог. И тие се молија цел ден, но немаше ништо. Потоа Илија рече: истурете вода врз жртвата, поли тие со вода, како доказ дека не може од нешто друго да се запали. Така направија и жртвата се запали. Затоа што вистинскиот Бог беше тој кој ја запали жртвата. И така Илија ги уби сите 400 или 450 пророци кои беа Ваалови пророци, беа убиени. Давид, кога излезе да се бори против Голијат, што му рече? Јас доаѓам во името на живиот Бог, и ти денеска ќе бидеш убиен. И така се случи. Го удри со каменот во главата, тој падна и главата му беше одсечена. Даниел, пак во Стариот Завет, беше осуден дека се моли на друг Бог освен на царот. Не смееше да се моли на друг Бог. Беше наклеветен пред царот и царот даде наредба секој оној што се моли на друг Бог да биде фрлен во јамата со лавови, кои беа гладни, и таму требаше да биде убиен. Но Даниел не престана да се моли и царот даде наредба и тој беше фрлен во јамата со лавови, а ние сите знаеме дека лавовите не го изедоа. И кога царот утредента отиде да види, гледа Даниел е жив, не е изеден. И тоа што рече? Богот на Даниел е вистинскиот Бог. И беа убиени сите тие кои го наклеветија, и тој даде наредба сите да се поклонуваат на Богот на Даниел. Тоа беше вистинскиот Бог, тоа беше вистината. Апостол Павле, сите го познаваме добро, беше толку ревносен, праведен по законот, што имаше таква желба сите кои му служија на Господ Исус Христос, кои го сака Господ Исус Христос, тој ги гонеше, ги фаќаше, ги затвараше, ги убиваше и со тоа мислеше дека му служи на Бог.
Но кога одеше за Дамаск, беше на пладне, сонцето кога грее, и во словото ни вели, го осветли јака светлина. И тој падна на земјата. И глас чу, кој му рече: Савле, Савле, зошто ме гониш? И Савле што рече? Кој си ти, Господи? Исус му рече: Јас сум тој што ти го гониш. Зошто се риташ против бодило? Што се случи со Савле? Савле беше срушен до земјата. Не физички само. Не само што падна на земјата. Но сета негова праведност беше срушена. Сета негова желба да му служи на Бог беше срушено. Секој негов авторитет беше срушен. Сета негова власт не важеше ништо пред Господ Исус Христос. Тој свати, разбра дека е ништо. И сега стои пред Господ Исус Христос, тој се трудеше со сите сили да ги убива тие кои му служат. А он се сретна со Господ Исус Христос лично, очи во очи. И тогаш настана таа промена, бидејќи тој ја дозна вистината. Исус е жив, Исус е Божиот син, Исус е тој кој управува. И он беше веќе целосно уништен, свати, разбра, не се разочара, но се промени. Го прифати Господ Исус Христос. Тоа е кога човек ја познава вистината. Тоа е човек кој се среќава со вистината. Таквите му припаѓаат на Господ Исус Христос. Апостол Јован вели за таквите: ги љубам тие кои го познаваат, ја познаваат вистината. Нема друга вистина. Вистината е Господ Исус Христос. Друга вистина може да слушате колку сакате, но нема друга вистина. Вчера слушав и на телевизија како едниот муслиманскиот свет зборува како е нивното верување. Баш и мојата супруга вели: остави тоа, не можам да го гледам, но сакам да видам како тие сакат да му угодат на Бога со тоа што си мушаат игли во устата, си сечат по рацете со ножеви, сето тоа за да покажат на Бог дека го сакат и дека му служат. Но тоа Бог во Библијата вели тоа е пагански работи или ѓаволски работи. И тоа не смееме ние да го правиме. Бог не сака ние со нашето тело да му угодуваме, но сака со нашето срце да му угодиме. Апостол Јован овде вели: вистината е во нас. Вистината е во нас, тоа значи дека Исус Христос е во нас и ќе биде со нас во вечноста. Ние ќе бидеме со Исус заедно, така вели Словото. И сега е во нас и ќе биде и во вечноста со нас. Апостол Јован укажува уште на една особина, а тоа е вели: меѓу твоите деца најдов такви кои одаат во вистината. Не е само да ја запознаеш вистината, да го запознаеш Господ Исус Христос, но уште поважно е да одиш по неговиот пат, да го следиш Господ Исус Христос. Како што го кажав првиот стих: јас сум патот, вистината и животот. Значи, Исус е и патот, тој ни покажа пример
како треба да одиме, како да живееме, и Он е тој кој го дава животот. Јас најдов некој од твоите чеда. Драги браќа, мора да размислуваме така, дека не секој припаѓа на Господ Исус Христос. Сега овие денева изборуваа како изберен новиот папа, имаат своји следбеници и 1,4 милиони луѓе, членови на католичката црква. Бројката е многу голема, многу добро звучи, ама словото вели малкумина се тие кои ќе влезат во небесното царство. Тајквите бројки не значат ништо. И ние може да имаме многу повеќе членови запишено овде, од колку што сме сега, ама гледате колков е нашиот број овде. Исус самиот вели, не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во небесното царство. Не секој. Ако не одиш, ако ја немаш вистината, и ако не одиш во вистината, нема да влезеш во небесното царство. Тоа важи за секој еден. За секој еден, без разлика како се наречува. Понатаму Јован вели, нова заповед ви давам. Да се љубиме еден со друг. Нова заповед. Во првото негово послание на Јован, 3 глава, 23 стих, самиот Јован вели вака: а заповедта негова е таа, да веруваме во името на неговиот син Исус Христос и да се љубиме еден со друг, како што ни заповедал. Тоа е неговата заповед, да веруваме во неговиот син Исус Христос. Денеска има многу религии кои не веруват во Господ Исус Христос, веруват во нешто друго. Има религии кои го признаваат Господ Исус Христос како човек, но не како Божји син. И има некои кои го признаваат Господ Исус Христос, но велат дека преку него не е спасението. Сега апостол Јован оди на вториот дел во своето послание и сака да укаже на една многу друга важна работа. Вели, многу измамници излегува во светот. Многу измамници. Апостол Јован зборува за времето после Исус, не за денеска. Кога се уште беше скоро присуството на Господ Исус Христос на земјата, кога се случи распнувањето и вознесението и воскресението. Уште тогаш, вели, излегува многу измамници, се појавуват. Значи, Сотоната не седел мирен. Уште во самиот почеток го напаѓал на Господ Исус Христос, неговото учење, неговата личност, неговата важност. А после 2000 години може да замислиме колку измамници има. Колку измамници се намножени и колку денеска ги има околу нас. И затоа Словото вели, треба да внимаваме, да пазиме и да се чуваме од таквите измамници. Вели, тие не признаваат дека Исус Христос дојде во тело. Што значи тоа не признава дека Исус дојде во тело? Фактите покажуваат дека во тоа време на вистина се родил човек со такво име
Исус, кој вршал чуда, кој бил познат и важна личност во тогашно време, и покрај фактите, тие го негираат Господ Исус Христос, но суштината е нешто друго. Што значи Христос? Тој е Месијата, тој е Спасителот кој дојде на оваа земја. А зошто дојде? Дојде да ги земе нашите гревови. Дојде да се бори против гревовите. Дојде да ја плати казната за нашите сторени гревови. И сега секој оној кој бара друг начин да се ослободи од своите гревови, без разлика на која црква припаѓа. Секој оној кој бара начини како да се оправда за своите гревови, тој не го признава Господ Исус Христос дека дошол на оваа земја. Дали сваќаме тоа што Јован сака да ни го каже? Ако ти не го прифаќаш Исус дека умрел за твоите гревови, а бараш други начини, дали да платиш, дали да направиш некое дело, дали да се поклонуваш, дали да се сечеш, дали да се мушаш со игли, ти не го прифаќаш Господ Исус Христос за Спасител и не веруваш дека дошол лично за тебе да те избави од робството на гревот. Има многу такви цркви, религии, кои не се надеваат на спасение преку Господ Исус Христос. Денеска уште повеќе ги има таквите религии. Барат други начини, други можности, полесни, поедноставни, отколку да се покајат за своите гревови, отколку да паднат како апостол Павле пред Господ Исус Христос и да признае дека е грешен и да го прифати за свој Спасител. А Словото вели нема друг начин. Тоа е единствениот начин. И ако него ти го отврдаш, за тебе веќе нема надеж. Пазете да не го изгубите она што ние го постигнавме во вас. Но да ја примите, да се трудите да ја примите целосната награда. Овде Јован зборува за тоа како они им го проповедаат Господ Исус Христос, како они ги учаат за вистината, како тие ја прифаќаат вистината, но вели да не застанете до овде. Немојте до овде да застанете. Трудете се да ја примите целосната награда. А тоа значи до крајот на нашиот живот ние треба да го одиме тој пат. Има некои кои велат, ако ти си го прифатил Господ Исус Христос, ти си веќе спасен, па што и да правиш, ти пак ќе бидеш спасен. Но овде апостол Јован вели да ја постигнеме и да ја примиме целосната награда, односно вечниот живот. Мораме да издржаме до крај, како што и апостол Павле вели, да се бориме и да го завршиме патот. И тогаш ќе ја добиеме наградата. Апостол Јован во тие малку стихови зборува уште многу важни работи. Една од тие, секој кој оди предалеку и не останува во Христовото учење, го нема Бога. Што значи да одиш предалеку?
значи да се отстраниш од Христовиот пат, да скршнеш од неговиот пат и одиш во друга насока. На секој може да му се случи да сгреши, да духовно падне, но да се врати. Но оној кој оди предалеку, оној кој го изопачува Христовото учење, тој го нема Бога во себе. За жал морам и тоа да го кажам, денеска во светот, посебно во Америка и Европа, многу цркви, како и нашата, прифаќаат греф и го оправдуваат. Таков еден пример е хомосексуалноста, за која доста се зборува, која е актуелна, која не одминува никого. Нашата црква во Америка и во Европа тоа го прифаќаат како болест, како нешто што е нормално, и таквите луѓе не само што ги оправдуваат, но ги прифаќаат и ги стават на раководни места. И тие цркви одат предалеку од Христовото учење. Исус дојде на оваа земја да го уништи гревот, да го победи гревот, да не откупи од гревот, а сега ние во нашето учење да го внесуваме гревот како нешто нормално. Епа не е нормално. И ние мора тоа да го сватиме и да го разбереме, да го отфрлиме од нас, да не го прифаќаме и да се бориме против тоа. Вели, во таквите го нема Бога. Секој оној што му дава значење на гревот, го прифаќа гревот, во него не е Бога. Бог не е во неговото срце. И тоа мораме да го сватиме сериозно, и ние како црква, и ние како поединци, како верници, не смееме да дозволиме такво нешто да делува помеѓу нас и во нас. Гревот секој пат треба да биде далеку од нас, да се очистуваме од гревот, да го отстрануваме гревот. Уште нешто полошо, а тоа е, ако некој од таквите дојде кај вас, не примајте го и не го поздравувајте. Не примајте го и не го поздравувајте. Не да се работуваш, не да се дружиш, не да имаш заеднички работи. Овде апостол Јован вели, не го примајте и не го ни поздравувајте. А зошто? Затоа што вели, оној кој го поздравува, учествува во неговите зли дела. Дали сакаме да имаме дел во злите дела на таквите луѓе, или сакаме да бидеме заедно со Господ Исус Христос? Борбата е силна, жестока. Апостол Павле, кога се покаја, кога се наново роди, кога се промени, што се случи со него? Сета власт што имаше, му беше одземена. Целиот авторитет што го имаше, му падна, и на место авторитет тој веќе беше непријател. Сите тие што ги гонеше, сега не го гонеа. Огромна разлика, огромна промена.
Ама дали апостол Павле се разочара? Дали се покаја за сето тоа? Не, тој се радуваше. И велеше, ќе му служам на мојот Бог до крајот на мојот живот. Беше тепан, измачуван, беше затваран, 3 пати беше до смрт тепан и мисле дека е мртов. И тој одново ќе станеше и одново сведочеше за Господ Исус Христос. Ама знаеше што е вистината. Ако ја знаеш вистината, ништо друго нема да биде важно во твојот живот. Ако ја знаеш вистината, ќе сватиш колку е тоа важно во споредба со твојот авторитет, со твоето богатство, со твојата слава, со се што можеш да го имаш, кој ќе направиш една споредба, ќе сватиш кој е и колку е поважно. Драги браќи и сестри, можеби е тоа тешко за нас, тоа што се случува во нашите цркви, но мора ние да ја знаеме вистината дека гревот е грев. И нема место во нашата заедница, нема место помеѓу нас и не треба тоа да го дозволиме и да го толерираме. Нека Бог ни даде сили, мудрост, вера, знаење, да се спротиставиме и да одиме во вистината. Бог ќе не благослови, Бог ќе не исполнува со радост, со мир, со љубов, како што и овде апостол Јован вели, останува, давам ви нова заповед, но таа не е нова, таа е истата заповед која Господ Исус Христос ја даде. Да веруваме во Неговото име и да се љубиме еден со друг. Има ли љубов помеѓу нас? За тоа молчиме, отиневаме. Да бидеме искрени. Јас не обвинувам никој, ама треба да бидеме искрени. Оти вистинската љубов помеѓу нас недостасува. Гледаме да се разминеме, гледаме да не се поздравиме, гледаме да не си разговараме, да не се сретнеме. Тоа не е љубов. Еден период почнавме, сакавме да се собираме таму на кафе, ами и тоа е многу за нас. Не можеме да седеме заедно да разговараме. Гледаме што поскоро да се разделиме. Апостол Јован вели, ве љубам, ве сакам. Немаше тука ништо корис, немаше никаква крвна врска, немаше никаков интерес. Апостол Јован вели, ве сакам за тоа што сте во вистината. Ве сакам за тоа што сте деца на Господ Исус Христос. Само заради тоа ве сакам. А од тоа поголемо нема. Така и ние треба се сакаме за тоа што сме Божи деца, за тоа што доаѓаме во таа црква тука, да бидеме заедно, да се учиме заедно, да растеме заедно и да одиме напред заедно. Нека Бог не благослови, нека го благослови Словото во нас. Амин. Може да се исправиме и да му благодариме на Бога. Татко наш небесен, ти благодариме и ова утро за тоа што ти нас не опоменуваш. Дека ако во нас не е вистината, ако во нас не е љубовта, тогаш нема место за тебе во нашето срце. Господе, те молиме, прави промена во нас. Обнови не. И тоа што недостасува, дај ни го. Дај ни ја Твојата љубов, дај ни го Твојот благослов,
Дај ни го Твојот мир, радост, да се чувствуваме среќни и радосни кога сме заедно, да се почитуваме како браќа и сестри, не телесни, но духовни. Тоа значи да се сакаме многу повеќе од телесните браќа и сестри. Татко Небесен, самите тоа не можеме да го постигнеме, но Ти си тој кој можеш да не исполниш со таа љубов, бидејќи Ти си љубов. Господе, благослови на сите и нека Ти да бидеш на прво место во нашиот живот. Бидејќи Ти сакаш да бидеш во нас и Ти сакаш да бидеш глава на нас, да Ти управуваш со нас, да ние живееме по Твојата волја, по Твоите заповеди, по Твојот начин, кој Ти си го поставил и го покажа кога беше на оваа земја. Татко, води не и управувај со нас и преку оваа недела, дај ни и во секојдневниот живот да покажуваме дека сме ние Твои деца, да покажуваме дека ние те следиме Тебе и го вршиме тоа што е по Твојата волја, за да можат другите да го видат, за да можат и другите да го прифатат, да ја прифатат таа вистина. Нека е слава на Тебе, Господи, во сите векови, во името на Исуса Христа те молиме. Амин. Денес се било ден на мајките. Ние сакаме нашите мајки, ги сакаме да не бидат добри, здрави и живи. Сакаме да ни дадеме внимание, но не само овој ден. Секој ден. Овој не е библиски празник, но така е во светот обнеде како празник на мајките, па не е лошо и ние да се спомнеме за тоа, не е лошо и ние да го одбележиме, така да на нашите мајки, нашите сестри, им дадеме по нешто, да им направиме почет и благодарност за тоа што се наши мајки и што не гледаме и не пораснаме, но нашите мајки имат и должности. Секоја мајка е должна да ги учи своите деца за Господ Исус Христос. И да не го забораваме тоа. Бидејќи тоа е многу важно. Децата да ги учиме за Господ Исус Христос. Сега ги сме песата број 167, 367. Гневни зборови да нема, ниту глас со лутина. 367. Oh
едно мало поклонче, мало внимание за нашите мајки, сестри, сопруги. Ако имате и дома, може да однесете на некој. Да ги поздравите од нас, кои не се тука. Нека Бог ги благослови и нив. Можат и браќата да земат за сопругите, ако не се тука. Да не се срамуват. Сега децата ќе излезат да ни кажат стихчето. Браво, деца, нека Бог ги благослови децата. Следната недела е пак во 10 часот утринската богослужба. Така размислуваме, па затоа сакам да ве прашам дали сакате, дали сте спремни да имаме библиски час. Не само овој во недела, него преку неделата да имаме час во кој послободно можеме да проучуваме од Библијата, да разговараме, да поставаме прашања и така натаму. Таков послободен час на кој можеме уште повеќе да се учиме или да ја проучуваме Библијата. Дали сте заинтересирани, не сте, некој мислење да дадете, бидејќи ние остануваме само на овој час, кој е многу малку, од недела до недела, и јас мислам дека тоа не е доволно и ни е потребно нешто повеќе, па дури и сестрите, ако сакат, може да имат, и браќите, ако сакат, посебно може да имат, а и заеднички да имаме. Може ли некако да одговорите? Дали сте заинтересирани, не сте? Бидете слободни. Сака ли некој? Еден глас имаме, други дали сакате? Да имаме на кој може да поставате слободно прашање, тоа што не ви е јасно, тоа што сакате да го знаете, нели? Ќе видиме кои ќе бидат тие што ќе ги држат часовите, ќе држат предавање, ќе биде поинтересно, нема да биде едноставно. Да. Обично имаме во среда, ама не мора да биде и во среда. Ако не одговара среда, може да биде и четврток. Ама ај ние ќе се договориме, па од следната недела ќе најавиме кој ден и колку сатот и да отпочнеме со тоа, па кој сака, кој заинтересиран ќе дојде. Сега за крај, да не задржуваме повеќе, ќе завршиме со песната број 407. Сврзине воедно, 407 број. Таа
Ја знаеме сите. Нека Бог биде со вас преку целата недела, да ве води, да ве чува, да ви даде здравје, мир, радост, љубов и Бог да ни даде одново и одново да се собираме и да го славиме Неговото име. Службата е завршена.